Се вративме назад во студиото, веднаш по прегледот на вестите кои што го направивме. Токму во ова издание на Студио 10 разговараме со 5 теми на кандидати и кандидатки. Она што е интересно за општина Киселовода, наспроти тоа што како општина има прашања кои што се од исклучително различен вид со оглед на распространетоста на општината и на многу клучни прашања кои што доаѓаат токму во фокусот на сите наши петмина присутни денеска. Истовремено тоа е и веројатно единствената општина во историјата на локалните избори во современа Македонија, каде што имаме повеќе жени отколку мажи со кандидатура за градоначалничко место. Ќе почнам со редоследот како што е според Државната изборна комисија, да им посакам добре дојде. Токму на сите петмина, Ѓулистана Марковска, кандидатка на Движењето Одлучност за промени, и добре дојдовте. Добро ве најдов, благодарам за поканата, Огнен. Како сте? Добро. Малку со главоболка од времето, ама добро. Орце Ѓоргиевски, кандидат на ВМРО ДПМН и коалицијата, добре дојдовте. Добро утро, Огнен. Поздрав до вас и до вашите гледачи. Благодарам на поканата. Како сте? Одлично. Супер. Филип Темелковски, актуелен градоначалник и кандидат на СДСМ и коалицијата, добре дојдовте. Благодарност до поканата и поздрав до сите гледачи. Како сте? Одлично. Супер. Јулијана Штрковска-Коларич, кандидатка на Левица, добре дојдовте. Добре најдов. Добро утро на сите присутни и на гледачите на ТВ24. Вие како сте? Одлично. Супер. И Росанда Марковска, кандидатка на ТМРО, добре дојдовте. Добро ве најдов и ви благодарам на поканата. Поздрав до сите гледачи. Како сте вие? Одлично. Супер. Штом се сите одлични, може да започнеме со дебатата. Правилата на денешната дебата, со оглед на тоа дека малку и во подолг формат од она на што се научени и кандидатите, но и гледачите врз основа на едничасовни гостувања, секој од кандидатите има по 2 минути за обраќање на почетокот и себе представување. А потоа на секое поставено прашање од моја страна, има по 2 минути да даде одговор, со што потоа, откако сите ќе дадат одговор на поставено прашање, кандидатите, односно кандидатките, имаат можност за реплика по 1 минута кон максимум 2 од учесниците, затоа што сватив, гледајќи ги другите дебати, дека ако ви дадам можност за една реплика кон еден кандидат, дебатата ќе се претвори целенасочена кон актуелниот градоначалник, а вака ќе оставиме простор и за другите. А понатаму пак кандидатот, односно кандидатката, кому е упатена репликата, има право на 1 минута контрареплика, доколку се 2 реплики упатени по 1 минута за секоја. Ви посакувам успех во дебатата, како што ви посакувам успех и на кампањата која што тече. Ќе почнеме со, според редоследот од Државната изборна комисија, со Ѓулистана Марковска од Движењето Одлучност за промени. Зошто сметате дека граѓаните треба токму вас да ве изгласаат на овие избори, преку процесот од имате 2 минути за себе представување? Па да ви кажам, поканата за кандидирање дојде прво од граѓаните, заради тоа што ја подолго време сум гостин и во вашата и во другите телевизиски куќи, каде што се јавувам како активен критичар повеќе, отколку како некој кој што ги фали действијата што се случуваат на централно ниво, така да ми рекоа, зошто не би се опробала да видиш како тоа изгледа. И го прифатив како предизвик од проста причина што граѓаните, постои една апатија меѓу граѓаните, кои што велат и да излеземе и да не излеземе на гласање, секогаш е исто. Сметам дека можноста за подобар политички избор, односно проширување на опцијата за гласање, е подобра можност за поголема излезност на граѓаните, каде што изборите не би биле само нели легални, онака како што законот предвидува, туку би биле и легитимни со помош на поголема излезност. Многу ме радува што гледам нови лица, што гледам независни лица, што гледам независни листи, тоа само го зголемува, го потврдува она што сметав дека е потребно да се пријават повеќе луѓе, да сметаат дека овие локални избори не се избори во кои што се решава судбината на Македонија, сонцето и понатаму ќе грее и ќе заоѓа на иста страна, а дека човекот кој што ќе го изберат и политичката волја да го направи сето она што го ветува е различното нешто по кое што ќе се разликуваат овие избори. Така да, гледајќи ги досегашните представувања, имам печаток дека граѓаните можат со затворени очи да гласаат. Од причина што толку многу ветувања на толку мали популации
локации и малски места јас не сум видела до сега. Очигледно дека тоа нема да биде од сите нас што се ветува завршено. Граѓаните не би било добро да ги лажеме, треба да се држиме во рамките на она што е изводливо, заради тоа што сепак реков ова се локални избори. Она што е клучно за мене е тоа што треба општините да бидат отворени општини во кои што постојано ќе циркулираат луѓе, општини каде што ќе се чувствуваат граѓаните слободни за прифаќање на предлози и за одбивање на предлози, и еден крупен проект е Драчева општина. Благодарам Марковска, Орце Георгиевски, ВМРО ДПМН и коалицијата. Зошто сметате дека граѓаните треба токму вас да ве изгласаат на овие избори? Благодарам, Огнен. Како и секој човек, така и јас сметам дека сите имаме некоја задача, а мојата задача сметам дека е токму тоа да служам на мојот народ, на моите сограѓани овде во Кисела вода. Тоа сметам дека е мојата повисока мисија и цел која што планирам да остварам откако ќе бидам избран од граѓаните на овие избори. Најголемата мотивација мене ми доаѓа затоа што буквално цела Кисела вода ја познавам добро. Го знам секое населено место, ги знам реалните потреби на сите сограѓани, знам од каде треба да се почне и каде треба да се заврши во однос на инвестициите за сите наши сограѓани. Знам добро што недостасува во секое населено место. Ние имаме за жал 4 години буквално заспана општина. Имаме градоначалник кој што повеќе беше во канцеларија отколку на терен. Јас сум млад, енергичен, јас сум спремен да служам на мојот народ, на моите сограѓани и после работното време, и токму тоа е мојата најголема мотивација и причина поради која што сум кандидат и ќе бидам со Господ напред и иден градоначалник на нашата општина. Имате уште минута ако сакате да продолжите. Сметам дека доволно кажав. Да, благодарам. Еве, минута дополнително време ќе имаме за подосна за прашањата. Филип Темелковски, кандидат на СДСМ и коалицијата, зошто сметате дека граѓаните треба вас повторно да ве изгласаат за градоначалничката функција? Благодарам за прашањето. Граѓаните ме познаваат како градоначалник кој изминативе 4 години пред се соработуваше со граѓаните за клучните теми. Покажав дека и со овој скромен буџет што го имаме ние како општина, може да направиме многу во интерес на граѓаните. И тоа е што го нудам јас и во наредните 4 години. Пред се отворена општина во интерес на граѓаните. Продолжување на проектите кои што веќе беа започнати по однос на инфраструктурата и нови проекти кои што ќе значат квалитетен живот за општина Кисела вода. Јас покажав дека знам да соработувам со сите сограѓани, имав безброј средби, дали во мојата канцеларија во отворениот ден, дали во местните заедници на општината, секојдневни средби со граѓаните внатре и надвор од општината, за заедно да ги правиме и ги решаваме проблемите, или поточно заедно да ги одредиме приоритетите. Како градоначалник ги знам проблемите, но ги знам и решенијата. Се борам за квалитетен живот, се борам за долгорочни решенија на проблемите и за квалитетен живот и квалитетно работење во општината Кисело. Бидејќи само така, кога имате лимитиран буџет, може да имате успех. Благодарам Темелковски. Ако продолжиме вака, тоа ќе биде одлично, бидејќи ќе имаме време за многу прашања. Јулијана Штрковска-Коларич, кандидатка на Левица. Кажете ми зошто токму вас граѓаните треба да ве изгласаат на овие избори. Вашите 2 минути поверете. Да, граѓаните имаат право да знаат зошто би гласале за мене, посебно што јас сум нова во политиката, анонимна, и ова е мој прв политички ангажман. Веројатно нема да се случеше овој ангажман ако досегашните власти работеа одговорно, отчетно, транспарентно и законски. Меѓутоа, чека веќе 3 децени да се случат промени и да дојдат на власт луѓе кои ќе работат во корист на јавниот интерес. Но тоа сепак не се случи. Затоа одлучив и да се кандидирам за градоначалник на општина Кисела вода и да запрам оваа агонија што предолго веќе трае и да докажам дека може да се работи честно, законски, некорумпирано и да се заборави на личниот интерес. Затоа што граѓаните на локалниве избори се работодавец. Тие склучуваат договор за вработување на 4 години со градоначалникот и со советниците и немаат право во тој 4 годишен период да го раскина договорот за вработување. Затоа треба да внимаваат на кого ќе го дадат својот глас. Би ги споредила исто како акционери кои избираат одбор на директори и акциите нивни може да паднат ако не направат добар избор, паметен избор. Мојата предност е што сум член и кандидат на Левица, партија која нема
криминален багаж, кој во своите редови има честни, искрени, неуморни борци за правда и желни за промени, кои максимално се залагаат и ќе се залагаат да стават ред во безредието и да ги вратат општините во служба на народот. Ние, обичните граѓани во општина Кисела Вода, не смееме да ги пропуштиме приликите за промена, затоа што заслужуваме чиста и здрава животна средина, паркови, зеленило, грижа за јавното здравје, нови игралишта, велосипедски патеки, современи сообраќајни решенија. Ние, обичните граѓани, заслужуваме општина која ќе работи исклучиво само за интересите на граѓаните, за јавниот интерес. Благодарам, Штърковска Коларич. Росанда Марковска, кандидатка на ТМРО. Ве молам, зошто би требало токму вас граѓаните да ве изгласаат новие избори? Повелете 2 минути. Прво, јас сум нова во овие политички води. Мислам дека јас и мојата партија би се залагале за подобар живот на нашите граѓани, значи подобрување на условите за живот во самата општина и во населбите, каде што досега, значи 3 децении наназад, ние тоа не го видовме. Видовме само празни ветувања и ништо од сето тоа. Планираме, значи, изградба на повеќе градинки, на детски игралишта, паркови кои што се потребни во општината и во населбите, подобрување во јавниот сообраќај во населба Усие, каде што граѓаните после 16 часот немаат автобуски превоз, значи сето тоа е катастрофа. Што уште друго, значи би соработувале со граѓаните и би се залагале за подобар живот, подобра општина. Толку. Благодарам, Марковска. Во вториот круг ќе одиме повторно според бројчето од Државната изборна комисија. Имате 2 минути за првите чекори кои што ќе ги направите во услови на преземање на функцијата. Значи, што е она што откако ќе ја преземете функцијата, се први чекори кои ќе ги направите? Марковска, поверете 2 минути. Првите чекори кои што би ги направила во случај да добијам довербата на граѓаните на Кисела Вода се пред се ревизија на се она што е направено во последните 4 години. При тоа не мислам на лов на вештирки, не мислам на некакви екзибиционистички изјави во кои што вие некого ќе го линчувате, едноставно да видиме дали општината работела законски, ги почитувала законските прописи и дали ја почитувала волјата на граѓаните. Содајќи по она што се случуваше во изминатава посебна година, бидејќи гледаме дека сите граѓани ги нивните генерални урбанистички планови и дуповите на крај ги реализираат, сметајки на тоа дека можеби и нема да бидат избрани, а треба да дикнат некои монструми од бетон на општина Кисела Вода. Сметам дека треба првин да се стопира градбата, после правењето на ревизија, со тоа што нема да одиме на Уставен суд, кај што ќе видиме дали тоа е законски направено. Најголемиот дел на урбанистичките планови е внимавано да се донесат по закон, меѓутоа за тоа не се прашани граѓаните. Инаку не би имале протести и уште полошо контрапротести. Тоа е како граѓанска војна меѓу луѓе кои што имаат плацеви и кои што нормално сакаат да го решат своето стамбено прашање и луѓе кои што сакаат подобар воздух, почиста вода, подобра храна за јадење и кои што сакаат зеленило. Токму поради тоа беше една од мотивите, реков, за кандидирање, меѓутоа првото би било тоа стопирање на комплетното градење, без при тоа да се оди на тоа да се оспорува или да се потврдува одлуката на Уставен суд, заради тоа што реков дека најчесто е законска и дека треба да се преиспитаат да се донесат нови планови во кои што, како што сега советниците одат, па и кандидатите за градоначелници од куќа до куќа со цел да ги соберат гласовите, ќе треба да се оди во куќа, од мало во мало, од населби до населби, доколку се однесува урбанистичкото решение за таа населба, со цел да бидат граѓаните комплетно информирани. Имам впечаток дека граѓаните до сега не беа информирани. Благодарам, Марковска. Значи, по овој круг кој што ќе го направиме сега, ќе имате можност за реплика или прашање кое што се однесува на токму она што беше поставено, кон двајца максимум од кандидатите, различни. Значи, слободно на она што го кажа Марковска, доколку некој од вас четворицата има можност да реплицира, слободно направете го тоа. Продолжуваме понатаму. Георгиевски, истото прашање за вас, кои се првите чекори кои што ќе ги преземете во услови на доколку станете градоначалник? Благодарам, Огнен. Значи, она што најмногу недостасува е отвореност на нашата општина и затоа после 17 ние планираме да отвориме општината за сите граѓани и имаме недоволна транспарентност во моментов. Планираме да зголемиме транспарентноста на нашата општина. Исто така, како што напомена и господјата Џулистана, планираме да направиме ревизија
на работењето во минатото, но и ревизија на сите урбанистички планови донесени во минатото. Дополнително да се направи и да се стопираат сите постоечки издадени дозволи за градба, со што и на истите би се направило ревизија исто така. Од старт ќе започнеме со реализација на нашата програма, без чекање и губење време, но за да направиме, за да биде успешна таа реализација, нас ќе ни треба и реорганизација внатрешно во општината, за да може успешно да ги спроведеме сите проекти кои што ги ветуваме пред граѓаните. Дополнително, веднаш по превземањето на локалната самоуправа ќе создадеме одделение за ИПА фондови, затоа што во моментов имаме нула искористеност на средства од Европската Унија години наназад. Ќе започнеме исто така со дигитализација на сите процеси во општината, за граѓаните да можат по пат електронски да поднесат барање, истото барање да го следат и да го добијат одговорот назад по електронски пат, што значи од една страна ќе го овозможиме пристапот на граѓаните до општината, од друга страна ќе спречиме некои појави за кои што граѓаните гласно говорат, да за една постапка или поднесено барање да ви се убрза. Знаете дека во денешно време, не зборам само за кисела вода, за било каде, треба да познавате некој кој што е начело на општината, треба да познавате некој негов приврзаник или пак најлошата варијанта да плати народот за да му се заврши работата. Благодарам, Георгиевски. Темелковски, истото прашање и за вас. Што е она што ќе го продолжите, веројатно, бидејќи сте вие актуелен градоначалник, или пак кои се први чекори кои досега не сте ги направиле поради разни причини, а ќе ги направите во следен можен мандат? 2 минути за вас. Благодарам. Значи, после 17 продолжуваме со активно работење во општината Кисела вода, пред се да влеземе во еден втор инвестиционен циклус. Што значи тоа? Наместо инвестирање само во инфраструктура, да се инвестира повеќе во квалитетот на животот на граѓаните. Имаме уште неколку крупни проекти кои што треба да ги завршиме по однос на инфраструктурата, како што е водоводот во Стаклара, канализацијата во Пинтија, за кои што веќе имаме направено проекти и се обезбедени средства. Тоа значи дека комплетно може да се посветиме на подигнување на квалитетот на животот. А што значи квалитетот на животот? Мојата визија за општината Кисела вода е поблиску до секој граѓанин. Тоа значи дека во секое населено место и во секое мало да имате јавна содржина, каде што во брзо време можете да излезете, да се видите со пријателите, да ги однесете вашите деца и внучиња и пред се да се чувствувате безбедно. Имаме проекти за подигнување на нови зелени површини, особено во местноста Дупки, која што е една од поголемите депонии, да се направи уште еден голем парк во општината Кисела вода, по теркот на тоа што го направивме во 11 октомври бараки и во моментов го правиме во 11 октомври и во моментов го правиме во урбаната заедница Цветан Димов. Пред се ќе ги продолжиме и некои од проектите што значеа подигнување на стандардот на граѓаните, како што беа соработка со одредени невладени или хуманитарни организации од Кисела вода, како што е Свети Спас, како што е Црвениот крст, се во интерес на граѓаните. Дополнително сме увиделе дека кај граѓаните добро поминуваат наградите за таленти, не само за учениците, туку и наставниците. Со тоа сакаме да ги мотивираме и родителите, и наставниците што повеќе да инвестираат во знаењето на нашите ученици. Така да, покрај нови работи кои што ги предвидуваме, ќе продолжиме и со проекти кои што сме увиделе дека се ефикасни за граѓаните на општина Кисела вода. Благодарам, Темелковски. Штрковска Коларич, истото прашање за вас, кои би биле првите чекори што ќе ги преземете по преземање на функцијата можна? Благодарам. Јас како овластен внатрешен ревизор со долгогодишно работно искуство имам една професионална деформација, постојано да откривам нерегуларности, неправилности, недоследности. И се разбира тоа ќе бидат и моите први чекори, ќе се изврши ревизија на комплетното работење во претходниот период. Се разбира, нема да биде целосна документацијата, туку документација за која сметаме дека можни се ризици од коруптивно влијание. А тоа сепак би биле деталните урбанистички планови, финансиските извештаи, јавните набавки, реализацијата на јавните набавки и други документи кои мислиме дека можно е да се спорни. Тоа би било што се однесува до првиот чекор, меѓутоа паралелно со тоа мора да има и други активности и посебно активности кои се поврзани со
штетите предизвикани од непланското градење, тие се многобројни, се одразуваат на во повеќе сегменти. Например, недостиг има на паркинг простори, има многу проблеми со фекалната и со атмосферската канализација поради непланското градење и при поројни дождови се случуваат поплави, посебно еве во Драчево, кога има поројни дождови, граѓаните се чувствуваат како да се наоѓаат во Венеција веќе. Потоа проблеми има со загадувањето поради непланското градење и ќе мора да најдеме кој е најголем загадувач, да ги оплемениме површините со трева, со зеленило, да изградиме паркови, пешачки патеки и на крај ќе мора да се реши и сообраќајниот хаос. Затоа што знаеме дека во текот на денот, речиси цел ден во работните денови има сообраќајен хаос и ќе мора да најдеме некои модерни сообраќајни решенија да го надминеме тоа. Благодарам Штарковска Коларич. Марковска, исто прашање за вас, кои би биле првите чекори што ќе ги преземете во услови на преземање на градоначалничката функција? 2 минути повелете. Благодарам. Вака, прво би се направило ревизија на сето она досегашно што се работело. Второ, борба со урбаната мафија, замена на печките со огревно дрво во замена со печки на пелети, бидејќи знаеме дека и Европската унија забранува користење на печки со огревно дрво. Исто така да се донесе нов закон за како предлог замена за сите азбестни кровови и објекти и семени домови. Секоја улица мислам дека треба да биде асфалтирана, не како досега, значи пред избори само крпеници да се ставаат, значи улиците да се асфалтираат, зелените површини и паркови се многу мали, значи ненаводнувани. Исто така мислам дека е потребна служба за чистење и одржување на истите. Исто така финансирање на спортските клубови, воведување на културни манифестации во општините. Исто така мислам дека тоа е потребно и во Драчево, како една од поголемите населби во општината. Исто така планираме и фасадирање на сите стари објекти и згради, изградба на нови градинки, паркови, исто така воведување на дел од населбата Пинтија каде што немаат водовод и воопшто би се залагале за подобар живот и соработка со нашите граѓани на нашата општина. Така. Благодарам Марковска. Ѓулистана веќе имате, да, морав со презимињата бидејќи се слични, па да одиме и со имињата, да. Повелете, кон кого упатувате? Само по една минута имате за градоначалник, господин Темелковски. Да. Сакам да прашам, дали, господине Темелковски, сте свесен дека општина Кисела Вода беше најмалку присутна општина во медиумите и по основ на градење и по основ на се она што се случуваше, дека имавте најмалку транспарентност во вашето работење? Повторно ви кажувам дека ова е проверено, заради тоа што е направен пресклипинг врз основа на тоа што го работеле сите телевизиски и радио куќи во подрачјето што работат барем од национален карактер во Скопје и зошто е тоа така? Вклучително дури еве и овој објект, ќе кажам лично, за овој објект јавноста не успеа да дознае. Јас и господјата Марковска не знаевме каде да дојдеме. Себе си не се сметам за неинформиран граѓанин, напротив, ги пратам сите збиднувања, меѓутоа дали тоа одговараше на вашата работа и дали не чувствувате грижа на совест што тоа не го направивте во изминатите 4 години, а сега сметате дека ќе го подобрите? Добро. Само кон Темелковски имате? Да. Добро. Повелете контрреплика една минута. Прво ќе одговорам за вториот дел од прашањето. Кино Кисела Вода постои со децении. Значи, нема јасно, нема човек во Кисела Вода кој што не го знае киното. Сега е само реновирано. Зашто немаше отварање официјално или презентација? За жал во минатото се направија некои грешки со кои што ние влеговме во судски лавиринт. Овој објект ние го добивме официјално на користење оваа година. Сите судски спорови кои што беа за реконструкција на овој објект заврши оваа година. Вие не можете ние можевме да го користиме, но не можевме да го осигураме. Тоа значеше дека може да имаме реперкусии утре. А зашто не сме присутни на медиумите, тоа мислам дека најдобро да ги прашате медиумите, бидејќи за мене беше нелогички. Отвараме уште еден дом на културата во село Драчево и се појави само Мија и ТВ Сонце.
Тоа значи дека медиумите немаат толкав интерес за општината Кисела Вода. Вие да направите дом на култура нов и никој да не дојде на отварање, за мене е нелогично. Истече времето, благодарам Темелковски. Дали имате кон некој друг кандидат реплика, прашање? Медиумите секогаш се интересираат кон она што е добро направено и кој што е законски направено. Сакам да прашам, дали тука не гледате ваша грижа заради тоа што кон друг кандидат? А кон друг се извинувам. Кон различни кандидати. Добро, дали некој од другите има кон представувањата? Темелковски, повелете, 1 минута имате за едно прашање и друга минута за друго. Значи 2 минути. Кратко, ќе бидам прво до кандидатката Ѓулистана Марковска. Кажавте дека ќе има ревизии пред се на деталните планови. Значи, општина Кисела Вода ниту се плашала или јас како градоначалник од ревизија, до сега 2 сум имал, 2 беа добри и други институции доаѓале. Сепак рековте дека нема да идете на Уставен суд по однос на деталните планови и само ќе ги суспендирате. Дали не планирате да го почитувате законот и законските одредби и сами ќе си одлучувате каде да го суспендирате, а каде не? По кој е клучот со кој што сметате дека треба да се работи по однос на деталните планови? Марковска, повелете, 1 минута. Благодарам за прашањето. Напротив, јас сум долго време присутна во политиката и знаат граѓаните дека има малку можеби и незгоден карактер, па дури во корис на сопствената штета, односно идам против себе, а во интерес на другите, и тоа мислам дека не представува толку лоша особина за еден градоначалник. Не мислам да не почитувам институции заради тоа што ги почитувам, меѓутоа јас и претходно реков дека се врши во рамките на законот, меѓутоа во една состојба во која што граѓаните не се информирани. Тоа се прави во летните месеци, објавувањето на плановите се врши во периоди кога има празници, кога никој не може да се информира, вклучително и јас. Стопирањето на градбата е легитимно право на чуварите на општината, односно на оние кои што се избрани од граѓаните, и исто така правењето на нови урбанистички планови е повторно во домен на она што го работат советите и градоначалникот. Градоначалникот потпишува, негова е одговорноста, меѓутоа советниците се тие кои што ги носат плановите. А бидејќи не се донеси во дослух со граѓаните, сметам дека тоа треба да се ревидира. Благодарам. Марковска, кон кој друг кандидат имате? Слично прашање кон господинот Ѓоргиевски. Пред се ме интересира по кој закон и што е тоа ревизија на ДУП според вас, бидејќи во ниту во законот за урбанистичко планирање има нешто како ревизија, по кој планирате и како планирате да ги правите ревизиите? Јас знам дека сите соработуваме со граѓаните, ние соработувавме во изминативе 4 години, така и ќе продолжиме во наредните 4 години, но пред се гледаме и да биде во рамки на законските одредби, бидејќи ако сите земеме сами да си ги правиме работите и толкуваме како што ни одговара, веќе ќе се префрлиме према анархија. Господин Демоковски, првенствено, вие имавте простор 4 години да најдете начин да направите измена на постоечките дупови, затоа што преку Советот може да се направи измена на постоечките дупови. Согласно тоа, ние ќе се водиме од интересот на граѓаните и по ревизијата на постоечките дупови. Нормално дека ќе има јавна анкета, ние нема прво да ги пратиме до институциите како што вие тоа го правите со дупот за расадник, туку прво ќе има јавна анкета за да ги консултираме нашите сограѓани, па откако ќе бидат нотирани нивните забелешки, ќе се пристапи кон промена на тој, односно вметнување на тие забелешки. Значи, граѓанинот треба да има секогаш приоритет и да биде на прво место, па подоцна ќе бидат испратени тие на одобрување по институциите. Вие, граѓаните, секогаш ги стававте изминативе 4 години во втор ред, но тоа би сакал да го разговараме повеќе околу делот каде што ќе разговараме конкретно за дупот за расадник. Ви благодарам. Ја ме прашав за ревизија, а не за нови дупови како се носат. Знаеме како се носат, за ревизијата ве имавте вие простори ревизија, имавте начин да ги промените работите изминативе 4 години. Сега мислам дека е премногу касно од ваша страна да пробате да се извадите на тоа. Дали имате некои прашања? Повелете Штарковска Коларич, кон кого? Кон Темелковски, повелете минута. Сакав да го прашам дали при измена на деталните урбанистички планови направена е оценка за влијанието врз животната средина и дали тоа јас не сум видела дека е објавено. Вие имате право нели да не направите, меѓутоа треба да образложите зашто не сте направиле. Ме интересира тоа при измена на деталните урбанистички планови. Темелковски, минута, повелете. Значи, при подготовка на сите детални урбанистички планови е
направено елаборат за влијание врз животната средина и испитување за влијание врз животната средина, кој што, кога се носи самиот детален урбанистички план, се објавува на сајтот на општината и во два медиуми. Така да вие не можете да донесете детален урбанистички план без да го видите влијанието кој што ќе биде од тој детален урбанистички план врз животната средина и врз граѓаните. Добро, благодарам. Дали имате прашање кон некој друг кандидат? Не. Марковска, повелете прашање кон когој? Минута. Господин Темелковски, вака ме интересира, значи за какво зеленило зборувате? Ке градите повеќе паркови, кога вие правите само уништување на општината, значи градите зграда врз зграда, посебно за расадникот, и не знам како мислите вие тоа дека ќе го зголемите зеленилото кога вие го правите напротив спротивното? Благодарам. Повелете, Темелковски. За ваква зеленило говорам. Значи, ова е паркот во 11 октомври Бараки. 16.000 метри квадратни. Пред 3 години ги имам и тие слики, да не ги покажам, овдека беше депонија. Вакви зеленила правиме, каде што имате детско катче, за миленичиња, за пензионерите простор. Таква ни е идејата за цела кисела вода. Тамо каде што имаме простор, ќе направиме големи паркови, како што реков, мисто депонијата во Дупки, бидејќи веќе просторот се стеснува во општина Кисела вода. Јас пред 4 години дојдов и поголем дел од општината веќе беше изградена. Тоа значи дека во урбаниот дел ќе немаме простор за толкави паркови, но ќе бидат слични во помала димензија. Значи негде ќе има само детско катче, негде ќе имате само летниковец, во зависност од можностите и од просторот кој што го имаме ние како општина и како општина на располагање. Така, друго прашање кон некој друг кандидат немате, добро. Темелковски, со оглед на тоа дека веќе и започнавме со делот за животната средина и бидејќи сме во тој контекст, еве кандидатките ќе дадат предност на мажите бидејќи се помалку во овој дел. Една обратна ситуација од она што сме научени. Кажете ми, како планирате да се соочувате со проблемот со аерозагадувањето, тргајќи ги настрана овие година и пол, две што ги имавме со пандемијата и намалување на светско ниво на аерозагадувањето, но сепак општина Кисела вода заедно со соседната имаат сериозен проблем по однос на загадување, имајќи ја предвид населбата меѓу Кисела вода и аеродром, која што сериозно влијае на двете. Дали имате и соработка со другите општини и на ниво на град Скопје и на ниво на држава? Кој е вашиот план за справување со аерозагадувањето? Значи, него како градоначалник и поточно како партија не го третираме само аерозагадувањето, него целосното загадување врз целосното загадување кое што се случува во градот Скопје. За тоа се работи не само на општинско ниво, него и на градско и на државно ниво. Некои од мерките кои што ги имавме ќе продолжат да се прават, како што е повеќе за зеленување на самиот простор. Пред се, како општина многу инвестиравме во промена на грејните тела, промена на или поточно инсталација на енергетско ефикасните фасади на објектите кои што се од јавен интерес или поточно во собственост на општината Кисела вода, а тоа ќе го продолжиме и во наредните 4 години. Со промената на грејните тела и со промената на фасадите видите како заштедувате и поточно го заштитувате и амбиенталниот воздух. Дополнително знаете дека после многу години или поточно откако се затвори Охис, остана некои хемикали кои што и како не труја, не само во воздухот, него и во почвата. Јас сум радосен дека во координација со владата и со моје инсистирање веќе почнаа да се чистат. До минатата година се исчистија сите хемикали кои што беа на нивото на територијата на поречната фабрика Охис, а во моментов се чисти малата депонија на Линдан и се бараат средства за големата депонија на Линданот. Бидејќи кога го третирате загадувањето, треба да го третирате на целата територија. Во координација со владата, почест инспекцијски надзор на фабриката Усие, да видиме колку и максимално да се заштитат граѓаните и нормално ние правевме покрај зелениот катастар во општината Кисела вода се направи катастар на загадувачи. Тоа што е приметено е дека најголемото загадување на амбиенталниот воздух доаѓа од домовите. Тоа значи дека и со градот Скопје и со државата максимално ќе продолжиме на промена на грејните тела на територија на општина Кисела вода, бидејќи не е само во општината, истото и во општина Аеродром, кога ќе инвестирате во тој дел и како ќе се намали загадување. Истече времето, благодарам. Георгиевски.
Ние мора да си признаеме и да бидеме искрени пред јавноста во делот дека ние сме една од општините која што има најмалку зеленило и најмалку паркови. Ние сме исто така една од општините каде што нашите граѓани немаат рекреативен центар каде да се рекреираат за време на викендите и каде своите најмлади да ги однесат. Така да ние имаме сериозен акцент ставено во нашата програма на овој дел, односно предвидуваме до 70 хектари зеленило во кисела вода за наредните 4 години преку паркови во секое населено место од нашата општина. Она што го кажа господинот Темелковски, јас се сложувам, тој убав парк што беше направен во 11 октомври Бараки, но сметам дека е премалку од она што го заслужуваат нашите сограѓани. Дополнително господинот Темелковски таму и градот Скопје инвестираше и други општествени чинители така натаму и така натаму, што за мене не е нешто со што јас би се пофалил. Дополнително во однос на загадувачите. Ние имаме во кисела вода во моментов една мерна станица за загаден воздух, која што во моментов тука се наоѓа пред Домов за култура, можете да проверите, господине Јанески, не функционира и не функционира најголем дел од времето. Значи ние планираме мерна станица за загаден воздух во секое населено место во наредните 4 години, дополнително околу детектираните загадувачи, исто така мерна станица и постапување према нив доколку нормално и пријави доколку го загадуваат воздухот. Ние имаме едни од најнесредените и неодржувани улици и во тој дел планираме да имаме силен фокус во наредните 4 години преку редовно мијање на улиците, чистење на истите и така натаму. Прочистувачи, бидејќи е пандемија, прочистувачи за воздух планираме во секоја училница, во секој основно училиште во кисела вода за наредните 4 години и уште низа мерки кои што нашите сограѓани и проекти ќе можат да ги видат од нашата програма, која што вака е врз основа на темелна анализа изработена. Дополнително би го спомнал само моментот дека сериозен фокус ќе не биде и субвенционирањето на кровни конструкции на 60 згради во период од 4 години во кисела вода, особено постариве згради, како на кровната конструкција, така и на фасадите. Благодарам, Георгиевски. Штарковска Коларич, повелете. 2 минути. Ние од Левица сметаме дека најголем загадувач во општина Кисела вода е приватниот сектор, а не домаќинствата. Се разбира и домаќинствата загадуваат и затоа ќе преземеме некои мерки да се замени угревното дрво со инвертери и слично. Меѓутоа, според наши сознанија, цементарница Усија користи отпад кој го користи за гориво и во 2019 година има потрошено 400 тони отпад и го употребува за гориво. Затоа би поставиле мерна станица за загадување во близина на цементарница Усија. Жителите од Усија се жалат постојано дека керамидите од црвени стануваат црни и би интервенирале, би иницирале барем да се забрани увоз на отпад, а претходно било дозволено дури и опасен отпад кај нас да се увезува и сакаат исто тоа да го вратат, меѓутоа од наша страна ќе се иницира забрана за увоз на отпад. Понатаму, со тоа би придонесла Македонија да не биде веќе депонија и да го собираме европскиот отпад кај нас. Цементарница Усија ќе мора да постави филтри, да најде некоја нова методологија за да ја користи за гориво. Понатаму за што се однесува за животната средина, би ги отстраниле дивите депони, би ги оплемениле со зелени површини и мислам треба еднаш да се расчисти колку што е можно да не се создаваат постојано депонии. Зелените површини не е проблем само што има недостиг на зелени површини, проблем е и што не се одржуваат и посебно што се одржуваат со питка вода за пиење место со техничка вода. Јавната чистота е на многу ниско ниво во општина Кисела вода и затоа ќе преземеме исто така некои мерки. Добро, благодарам Штарковска Коларич. Марковска Росанда, одиме во продолжение со вас во однос на аерозагадувањето животната средина. Знам дека можеби и во директните првични представувања само вие споменавте на почетокот дека ова ви е област на интерес, така што ме интересира по однос на ова што вие планирате да направите. Значи, планираме да се работи на тоа замена на печките со огревно дрво, однос со пелети. Значи, се повеќе да има
зеленило, јавните депонии да се трнат, каде што веќе секој дел од општината стана ѓубриште, значи сето тоа да се расчисти, што повеќе да има паркови, да се работи на исто така на детските игралишта, значи што тие се повеќе ги нема, значи им е потребно на населените места, како на пример во населба Пинтија, значи немаат ниту едно паркче, немаат ниту едно игралиште каде што граѓаните не можат да си ги изнесат своите деца и внуци. Второ, би иницирале кон тоа, значи да има повеќе културни манифестации во општината, посебно и во населба Драчево. Исто така планираме, значи првично јас би се залагала да се отвори дневен центар за аутизам, дневен центар за деца со пречки, бидејќи тоа воопшто го нема во градов, а не во општинава досега, значи каде што досегашната власт немаше никаков слух за сето ова. Добро. Благодарам Марковска. Марковска Ѓулистана. Благодарам. Зелената агенда не подразбира само чист воздух, тоа значи чиста вода и подразбира исто така чисти намирници, односно чиста храна. За жал, во општина Кисела Вода, без оглед на тоа што спомна градоначалникот имаме зелен катастар, не е направен добар регистар на сите загадувачи по сите овие три основи. Не зборуваме само за загадување по основ на загадување на воздухот. И за жал, повторно ќе кажам, со оглед на нетранспарентноста, тие податоци не се од јавен карактер. Можеа до сега да се објавуваат како неплаќачите на данок што ги објавува јавно управата за приходи, исто така може да се објавуваат и загадувачите. Меѓутоа, втора новина би била оние кои што работат на ваквата проблематика, а се пионери, иноватори во чистиот воздух, чистата вода, да бидат со бонуси награнувани, па макар тоа била и една јавна пофалница. До сега тоа го немаме. Второ, за волја на вистината, ние и при затварањето на Охис, ако не се излееше линдонот, апсолутно никакви мерки ќе немавме во општината. Линдонот се излеа, после тоа немавме некоја, се затешка таа афера со излевање на линдонот во подрачјето на Охис и после тоа почна што и како ќе се случува. Мерните станици не само оваа, во Кисела Вода потребно е да се направат повеќе мерни станици, со тоа што повторно ќе кажам, не може проблемите на Драчево и на овој урбан помал дел кај што имаме повеќе и да речеме загадувачи не може да бидат исти. Токму таа причина, таа урбана комплетна инфраструктурна целина треба со референдум да се издвои, бидејќи ние зборуваме за зеленило, а они зборуваат за канализација и излевање на атмосферската и фекалната канализација. Мислите на како засебна општина? Апсолутно, како засебна општина, тоа ќе биде исто така еден од моите први приоритети во кој што граѓаните на референдум ќе се изјаснат зошто општина не би било Драчево како посебна местност, би имало своја општина, бидејќи таму има луѓе кои по 12, 13, па и 20 километри, зборувам за руралните подрачја, патуваат за една обична потврда во општината. Тука имам повеќе, меѓутоа по некоја друга прилика. Добро, благодарам Марковска. Дали некој од кандидатите има реплика кон некој друг? Темелковски, повелете, кон кого? Две реплики кон Дани. Добро, кон Штарковска-Коларич и кон Марковска Ѓулистана. Да, повелете. Ве следам и знам дека темелно работите, само за тоа ме интересира, бидејќи јас кажав дека во моето излагање дека јас сум отворен градоначалник за соработка со сите, малку повеќе да ми ги објасните кои се мерките за јавна чистота, за да можеме и ние да ги имплементираме, бидејќи сум убеден дека и после 17 ќе победаме. Сите кои што се сега кандидати се квалитетни, треба да ги знаеме во детали нивните мерки за да може да бидеме поефикасни, бидејќи кога раководите со општина која што е лимитирана со буџетот, секоја идеја е добро дојдена и може да биде максимално ефикасна. Повелете, Штарковска-Коларич. Минута. Што се однесува до јавната чистота, има активности кои навистина не се на терет на буџетот. Например, еве, една многу едноставна работа. Гледаме кога се коси тревата. Сето тоа останува на тревниците и после тоа кога ќе дувне ветер, се разнесува на разни страни. Исто тоа и кога собираат листови. Листите ги собираат, ги ставаат во куп и после тоа пак ќе дувне ветер, така стојат долг период и после пак ќе се разнесат на сите страни. Значи, претходните активности се непотребни. Џабе се платени пари на некои што собираат. И за тоа би предложила компостирање на органскиот, нели, отпад, што се однесува до гранки, листови, трева.
и понатаму има и други работи кои би требало општината да се грижи. Гледаме дека контејнерите се постојано преполни, се нема место каде да става ѓубре и многу голема лоша миризба се шири околу нив. Благодарам. Темелковски, следно за Ѓулистана Марковска. Значи, господја Марковска, и вас ве пратам уште од кога бевте во времето на ВМРО. Уште сум во времето на ВМРО. Не зборам член активен. Да. Така да знам дека имате добри идеи, се само една имам недоумица кога се излеал линданот од Охрид, бидејќи имаше едно излевање не на линданот, него причистење на цистерните на друга хемикали, не на линданот, бидејќи линданот е под земја. Така да не ги плашиме граѓаните и да не ги заведуваме дека линданот излеал. Дали знаете како се чуваше винил хлоридот пред да дојдеме на власт ние? И што значи тоа? Имаше една цистерна со винил хлорид, која што таму беше 6 години, откако отиде Охрид во стечај и никој не ја третираше. Така да констатацијата дека владата не направила или општината од 2017 наваму ви е многу грешно. До 2017 да, ништо не се третирало. Ниту опасните, ниту помалку опасните. И да се вратам на прашањето, кога се изгледа линданот? Нека бидете во право, земам за тоа дека од тогаш па наваму почна да се обрнува поголемо внимание на загадувачите во општина Кисела Вода. Меѓутоа, регистарот што вие го кажувате, апсолутно нигде го нема објавено. Второ, ние немаме само загадувачи на воздух. Мерната станица тука не работи, зошто Кисела Вода нема повеќе мерни станици. Од друга страна, зошто немаме рециклирање на отпад и посебни контејнери за рециклирање. Вие знаете дека во светот отпадот представува обновлива енергија. Ние немаме култура на рециклирање. Со таа култура на рециклирање се почнува од најмала возраст. Се почнува со учење во градинките, во училиштата. Нашите контејнери постојано се полни и немаме едноставно, ако сакате дури и да имате волја да го фрлите било каков отпад, вие тоа не можете, мора да си го ставите во ташна или да го држите до дома за да го истурите. И кажете ми колкав е бројот на контејнерите впрочем во улицата во кој што вие најмногу градите. На Мариовска, кој што е комплетно секоја дупка со дупиот, со новиот дуп почнато да се гради и во кој што мора 2 километри да патувате со ѓубрето у кола за да го изфрлите во контејнер. Сакате да го прифатиме ова како контрареплика со прашање, да му дадеме простор од минута, повелете Темелковски. Прво по однос на мерната станица, сите кога доаѓавте гледавте дека се реновира паркот. Значи се поставува инсталација и нормално е да исклучите за да не оштетите инсталацијата. Како ќе заврши реконструкцијата на паркот, ќе се профункционира повторно и мерната станица. По однос на регистарот на загадувачи, јас ќе гледам зашто не е јавно објавен, бидејќи имавме ние како општина, уште пред 2 години е направен, иако тој регистар треба барем на 2 до 3 години да се обновува, загадувачите не се константни, може се има промени и се останато, така да, по однос на деталните планови кои што ме обвинувате за Мариовска или на рампа поточно во Цветан Димов, ниту едниот, ниту другиот детален урбанистички план сум го донел јас. Јас за тоа на почетокот ви кажав дека ние постапуваме по деталните планови. Да, вие можеби на некого кој ни дава нас право за гарантираното право на граѓанинот да си ја користи земјата, да не му го дадеме. Така. Благодарам. Тука ќе направиме една пауза со реклами и ќе се вратиме назад. Она што е во фокусот и на општата македонска јавност, не само на Кисела Вода, беше случајот Расадник, за тоа ќе разговараме следно веднаш по рекламите. Останете со телевизија 24. Се вративме назад во не е импровизирано студио, со оглед на тоа дека сме во Домот на културата во општина Кисела Вода и токму заедно тука со кандидатите и кандидатките за градоначалници разговараме и дебатираме во однос на она што тие го имаат предвидено за она што представува кампања за избор на нов градоначалник или во овој случај во Кисела Вода, она што е интересно, можеби и градоначалничка во првиот или во вториот круг, ќе видиме тоа, ќе ве прашам на крајот. Случајот Расадник е нешто што има огромно влијание во јавноста, затоа што не беше тоа проблем само на општина Кисела Вода, туку како национален
како национална вест и многу други го следат. Веројатно затоа што се претопува и во секоја друга општина проблемот со она што се нарекува популарно бетонизација или погрешниот став дека е урбана градежна мафија, не туку е урбанистичка, бидејќи урбана значи дека е современа. Така што во овој дел ќе почнеме директно со Георгиевски. Ме интересира околу случајот Расадник, имате 2 минути. Што е она што вие би го направиле, што е она што вие имате намера да му посветите внимание, а што не било направено, да речеме. Повелете. Благодарам, Огнен. Значи, во однос на Расадник, не само денес, нашиот став е конзистентен и јасен подолг временски период. Ние во нашата програма предвидуваме за Расадник конкурс за идејно решение, по кој што конкурс ќе биде избрано идејното решение, односно начинот на кој што Расадник ќе се гради. Дополнително, освен конкурсот за идејно решение, ние планираме партиципативно тело, односно совет, кој што законски е дозволило да се направи, во кој што ќе партиципираат граѓаните кои што живеат во Расадник, во кој што ќе партиципираат собствениците на парцелите, ќе партиципираат сите општествени чинители, но и граѓаните од околните населби кои што директно се засегнати од ДУП-от. Она што се предвидуваше во изминатиот период од страна на актуелната локална самоуправа и господинот Темелковски е едно големо бетонско чудовиште. Јас и на минатата дебата го прашав господинот Темелковски дали знае колку згради се предвидувале. Ми тврдеше дека не знае. Денеска имаме и документи. Согласно планот кој што во месец август господинот Темелковски е пуштен по сите институции без јавна анкета, потенцирам, без јавна анкета, бидејќи вие најавивте дека трета анкета ќе пуштате сега, има предвидено за Расадник бруто развиена површина од 1.260.803.000 квадрати, од кои што 739.787 е А2 намена, односно згради. Предпоставам знаете што е А2 намена. И да бидам попрецизен, бидејќи тврдевте дека нема 99 згради, јас и ќе може и на господинот Јаневски да ги оставам овие документи, каде што имаме детално извадено по секоја парцела, ако земам да читам 99 згради кои што треба да се градат, може ќе ни поминат 2-3 дена за оваа работа. Добро, благодарам. Понатаму одиме со вас Темелковски, па потоа ќе одиме и со кандидатките. Мојот став секојаш бил ист по однос на Расадник, така и денес. Само сакам да се осврнам на една мала работа на мојот претходник, кога во главата ти се само детални планови и маркици, ќе вадиш и ќе броиш. Ниту сум ги бројал, ниту сум ги вадал, ниту ме интересира. Јас верувам во образовниот систем на Македонија и верувам дека кај нас има одлични проектанти кои што знаат да направат добар план во интерес на граѓаните. Тој бил мојот став. Таков бил, таков и ќе остане. Не се само зградите и маркиците таму. Тие што се обседнати со згради и со маркици ќе ги кажуваат цело време. Расадник е местото каде што ние можеме да го извадиме најдоброто од нашата општина. Не само згради. Таму треба да се поправат и грешките од минатото. А тоа е повеќе слободен простор за пешачење, велосипедски патеки, нови катни гаражи таму, детски градинки, основно училиште, средно училиште, пешачка зона, сквер, верски објект. Сите тие вклучувајќи и поликлиника. Ние сме една од ретките општини која што нема поликлиника. Вие морате негде да ги предвидите. Жал ми е што се фокусира јавноста, поради тоа што опозицијата е фокусирана само на тие згради, па цело време ги зборува, а не на убавите работи. Кисела вода е убаво место за живење. Кисела вода има многу убави работи кои што треба да се видат. Така ќе види и во Расадникот. Да не го вадиме само најлошото. Јас во принцип сум позитивен и стално гледам да го извадиме доброто. Тоа кога говориме за Расадникот, зградите и Расадникот, рековме дека ќе има уште една јавна анкета и треба да има. Според процедурата која што треба да е направена. Тие што ви ги даде овие информации, требало да ви кажат дека се застарени информации. Ние не сакаме предизборно да го пуштиме на јавна анкета, после избори, за да има време да може да се направи детален план, кој што сите ќе го знаат, бидејќи како што кажавте, не е само за кисела вода. Импактот од Расадник ќе биде на цело Скопје. Така.
Сакате да одиме да продолжиме со обраќање или сакате да влеземе во делот со прашања, реплики во однос на... Се обратиме сите па после. Да, повелете Марковска Ѓулистана. Значи вака, мене не ми е јасно зошто ако секаде во светот референдумите се омилена алатка на сите оние кои што владеат, условно речено, а во овој случај се градоначалници, не го користат како можност за изјаснување. Секаде ви едно дрво да пресечете, ви треба некаква си дозвола и барање и кајна, за да не зборуваме за вака крупен проект. Прво, тие 100, беа речено 199 биле, меѓутоа, по мојата информација, само 3 се тргнати од планот, заради тоа што таму треба да поминуваат далеководи. Ние не зборуваме и не се фокусираме само за згради. Се фокусираме точно за хуманото живење за кој што вие зборувавте и кој што ќе биде буквално попречено затоа што ветерот од водно, кој што буквално ни дава мала одучка да можеме да живееме нормално, колку што тоа е нормално во вака загадена површина, вие ќе го спречите со зградите. Зеленилото кој што не се одржува на земја, вие велите ќе го има зеленило по хоризонтала и по вертикала. Тоа е смешно. Втора работа и многу побитна. Значи, таму живеат граѓани кои што имаат право на градежно земјиште и на градење и имаат граѓани кои што немаат право. Прво, направивме протести и контрапротести, значи тоа е партиска работа исклучиво. Вие ги свртивте своите сограѓани, комшиите еден против друг, што е непопуларна мерка, заради тоа што таму постојат луѓе кои може да се договорат, не само преку анкета. Вие треба да ги прашате и останатите граѓани на референдум дали сакам таму да има зграда, ако сметате згради, ако сметате дека и сега булевар Борис Трајковски е закречен. Вие не можете во утринските часови во 7 часот, ако тргнете од таму, буквално имате колона на возила до рампа и преку рампа. Вие не можете да отидете никаде со возило. Јавниот превоз е посебна приказна. Според тоа, таму дефинитивно, онака како што јас сметам и оника како што сметаат во мојот тим, треба да бидат прво граѓаните на референдум прашани, не се средствата толку големи колку што се начинот како и на кој начин ќе ја смениме сликата за кисела вода. Многу значајна. Второ, доколку се одлучи да се гради, таму би требало да биде исклучиво зелена површина. А да се обештетат граѓаните, граѓаните на парцелите по редовна и реална цена. Добро, Шарковска Коларич, повелете. Кога слушам вака за давање маркици, на моменти ми изгледа општина Кисела вода како да е некое трговско друштво за издавање на одобренија за градба, на вистина. И мислам дека со ова темпо, ако продолжиме да градиме, не знам што би било после 10 години, мислам дека нема да има ни една педа простор за да може нешто да се изгради. И што значи тоа? Приходите од издавањето на дозволи, по тој основ мислам, на вистина се значајни за буџетот на општината, но што ќе биде после 10 години кога нема да има простор каде да се издава? Дали тогаш општината ќе банкротира? Значи треба да бараме некои нови извори на финансирање на општината, а не на тој начин. Расадник е рак рана за сите што живеат. Јас не живеам во тој дел, живеам на ке Михаил Чаков, меѓутоа е во близина и јас сум засегната, затоа ако има јавна анкета, треба да бидам и јас известена за да можам да реагирам како засегната страна. Ние сите подпишавме меморандум со Сдруженијето Go Green и подпишавме таму дека ќе има урбана градина во Расадник. Сигурно има дел и општински, нели, не само на приватни собственици. И затоа планираме во тој дел да изградиме градски парк заедно во соработка со град Скопје и тој парк би бил со разни спортски реквизити, со креативни детски катчиња и ќе им возможи на жителите во тој дел да се рекреираат во попладневните часови или се разбира за викенди, кога се слободни. Расадник, ако се изградат во Расадник толку згради, како што еве слушам дека можно е да се изградат, и тоа ако бидат високатници, тоа на вистина во голема мера ќе го загрази животот на останатите жители во таа местност. И квалитетот ќе биде доста намален, ни веќе им е намален, што значи дека ништо чудно тој што има финансиски средства може понатаму и да се селува и таа општина да биде празна. Марковска Росанда, повелете, 2 минути. Мислам дека без јавна анкета се носи дупко, што за секогаш ќе го избрише по последното големо зеленило во кисела вода и за навек ќе избрише можноста за цивилизиран живот во оваа населба. И мислам дека мојата партија ТМРО и советниците, значи мојот тим не би се согласиле со ова. Така.
Добро. Одиме со делот Георгиевски, уште од преска имавте минута, имате за реплика. Реплика на Темелковски, бидејќи пробува да ги релативизира работите цел изминат период и да представува дека она што тој се бори, зашто он се бори 4 години наназад, а тоа е зголемена катност, што повеќе град би во кисела вода, некој друг пробува и му е визија во главата затоа што ви го споменува. Темелковски не може никој преќутно да ги остава работите да ви поминуваат. И доека вие се боревте дупот во расадник да помине, некој се бореше против. Јас сум се борел против затоа што граѓаните ми се на прво место. Не ми е мене на прво место провизијата. Дополнително, вие вешто пробувате да манипулирате, но сте многу пати прочитан, и единствено од вашиот мандат ќе остане запамтено дека сте пробувале да манипулирате со јавноста и 101 нереализиран проект. Тоа требаше вака да ви биде акцент изминативе 4 години. Велите дека се планирало во минатото и постојано се вадите на минатото. Овде имам анализа, која што вели вака. Еве Огнен ќе може вас да ви ја доставам. 2016 година максимална висина на хоризонтален венец 25 метри биле зградите предвидени, точно е 112 згради, но бруто развиена површина 676.280 метри квадратни. Во 2020 година, уште 10 секунди, во 2020 година 99 згради, но максимална висина на хоризонтален венец е 49 метра, 14 ката е висината, за разлика од минатото 7 кога имало, и сега бруто развиена површина е 943.177. Значи за негде околу 270.000 плюс од она што се предвидувало 2016, а за тоа велам дека не било добро. И јас лично сум против тоа. Добро, немате право на друга реплика кон друг кандидат. Повелете Темелковски контра реплика минута. Јас ќе ви ги донесам официјалните бројки за да не манипулираат по однос на бројките. Одиме на висина, Нели ги немате бројките? Мислам дека е културно и тоа е знак на воспитување да не ме прекинувате. Ево ја на секој напад не ме прекинав. Ќе ме молам, не ме прекинувајте, имате простор. Да, повелете. Да не се манипулира прво и одно, идеме во висина за да остане простор доле. Кога ги кажувате овие бројки, фер и коректно е да кажете дека имаше 1000 метри квадратни зеленило предвидено во тој дуб. Фер и коректно е да кажете дека вие бевте председател на ВМРО ДПМН општински комитет Кисела вода, кој што даде пас, тој детален урбанистички план со 111 згради да отиде во транспорт и врски. Среќа што се смени власта, па транспорт и врски го врати назад. Иначе ќе имавме еден монструм ондека на 100 метри од нас, без 10 квадрати зеленило. Вие бевте тогаш председател кога отиде тој детален план во транспорт. Не ме прекинувајте, јас знам дека фактите ве болат. Истече времето и за двајцата, благодарам. Сепак мислам дека јас ниту еднаш не го прекинав. Тоа е култура и почитување пред се према вас и према граѓаните. Да не ме прекинува и колегата. Дали сакате право за реплика кон некој друг сега да ви дадам? Тоа само ви кажам. Затоа во иднина општината ги има и сите на јавен увид кога биле, како биле, точните бројки може да ги добиете. Јас не сум оптеретен, ниту сум бил. Се знае по закон кога треба да дојде кај градоначалникот на подпис. Се предходно е работа на комисиите. Само да дополнам, добро сварите ако прашање имаме просто. Не дополнете бидејќи ќе ви го земам правото на реплика. Јавната анкета, господјо Марковска, е еден вид на референдум. Затоа јавната анкета е одржувана 2 пати, ќе види и третиот пат, за да може граѓаните да го кажат своето мислење. На јавната анкета, за жал, на сите јавни анкети, многу повеќе е барањето за зголемување на бруто површината отколку за намалување. Зашто? Бидејќи таму имате огромен број на сопственици. Така да јас верувам во, како што кажав, во способноста на урбанистите во Македонија што ги има и нема никој од нас, барем тоа го видов, нема никој од нас да дозволи, ниту јас, да сум сакал да дозволам, сме имали и совет и градоначалник, ќе било поминато. За тоа било целта да иде на јавна анкета, да биде на јавен увид и граѓаните максимално да бидат запознаени со состојбите во расадникот. Двајцата немате право на дополнителни реплики кон другите кандидати. Марковска Ѓулистана, повелете контра реплика, прво имате една минута. Јас точно знам која алатка е референдум, а која алатка е јавна анкета. Јавна анкета се однесува за граѓаните кои што живеат во тоа подрачје, а референдумот се однесува за сите жители на
општина Кисела Вода. Сите жители на општина Кисела Вода не засега урбаниот развој на општината и дали Драчево ќе биде општина, нема да одлучува Драчево само. Исто така, нас сите не засега каква ќе биде општината таму. Нормално дека собствениците дел ќе бараат да градат, ама на нас не е се едно во каква површина ќе живееме, така да не можат собствениците сами да кажат дека сакаат да зголемат катноста ако за тоа нема согласност прво од вас, од вашиот совет, а второ од сите нас граѓани. Токму заради тоа велам дека референдумот е алатка која е неискористена комплетно. Не може вие да кажете на една страна сте го намалиле катноста, а за сметка на зголемување на површината во која што ќе се гради. Вака индиферентно потврдивте дека 2 анкети се поминати, дека третата после избори ќе оди и дека таму ќе биде токму така како што велите дека треба да се изгради. Да, повелете Штарковска Коларич, право за реплика имате кон кого? Кон господинот Имелковски. Добро, повелете минута. Јавната анкета може да има поголема моќ, јас тоа го тврдам. Мислам, меѓутоа, ако биде транспарентна, ако се објави за да знаат и граѓаните, многу од граѓаните и не знаат што значи јавна анкета, мислат дека е анкетирање, а не дека со таа јавна анкета може да се измени еден детален урбанистички план. Јас учествував во 3 јавни анкети, пополнив анкетни листови и цело мое семејство минатата година, меѓутоа после тоа не добив никаква информација по нив. А мислам дека би требало нешто да бидам известена дали е прифатено или не е прифатено. И исто имам забелешка зошто јавните презентации се одржуваат во предпладневните часови, а кога поголем дел од ние сме на работа. Мислам дека би требало барем во попладневните часови да се овозможи поголем број луѓе да присуствуваат. Тоа. Повелете контрареплика, минута имате кон Штарковска Коларич. Благодарам на прашањето. Прво со вашето прашање потврдивте дека сме отворена општина и транспарентна. Чим сте дознале вие за 3 анкети, а ние сега се сме имале 4, тоа значи дека сме биле транспарентни за што повеќе граѓани да дознаат. И точно по закон треба да се врати на секој кој што има поднесено анкетен лист, комисијата да врати. За жал, дел од деталните планови се закочени поради короната. Комисијата често пати еден од членовите беше заболена, треба сите да се сретнат, да се состанат, и мора следниот чекор, или поточно после јавната анкета, прво мора на сите да се врати, да се одговори, па за да може да оди по институции. Така да општината и ќе продолжи да биде транспарентна. Сепак, кога правите јавна анкета, зашто и у предпладневните часови, ги викате и сите јавни предпријатија, и сите кои што се заинтересирани, дали од државно, дали од локално ниво, за да дојдат. Најчесто и нивните барања се да видат во предпладневните часови, за да може понатаму да го земат деталниот план, да го однесат во своето предпријатие и да се разгледува како што треба. Инвеститорите се позапознаени од граѓаните, тоа е проблем. Нема, и вие сте биле запознаени според вашите информации. Добро, Штарковска Коларич, дали имате кон некој друг реплика? Не. Марковска Росанда, имате реплика кон некого? Да, кон господин Темелковски. Да, повелете минута. Ми интересира вака, на улица Есенинова, од неодамна има свое мучуриште. Општината и градот ја оставиле разбутана и раскопана оваа улица, до пола асфалтирана, со шут, обрасната со трева и со грмушки. Значи, а одговорот веќе го знаеме, не е до нас. Што е со тоа место? Значи, во моментов на Есенинова можете да видите дека делот на бившата депонија веќе се оплеменува, се расчистува, тоа е од страна на општината и се прави еден парк. По однос на самата Есенинова, иако не е наша надлежност, е градска улица, ги познавам состојбите, имаше мали имотно-правни проблеми со една од куќите кои што се на самата траса, минатата недела знам дека се завршени и е продолжено работењето. Според тоа што ни информираше градот Скопје, би требало негдека до крајот на овој месец да се заврши пробивањето на Есенинова, со што граѓаните на општина Кисела Вода многу полесно ќе стигаат до општина Центар и до општина Аеродром. Така. Благодарам. Друго некое прашање? Вие имате право на уште една реплика, ако сакате. Да, јас само сакам да го потврдам оно што на почетокот го кажам, повеќе како констатација, дека законот се почитува во рамките на договореното, односно дека се прават формални анкети, затоа што тоа го предвидува законот, дека не ви интересира повратниот одговор и дека после тоа си правите што си сакате. Токму би сакала да поставам прашање, дали знаете колку постапки има против општина Кисела Вода во управниот суд за нелегални градби и за нарушување на постапките законски при градењето? Повелете Темелковски. Јас знам дека секоја постапка што ќе дојде до мене, навремено се одговара и до сега немало ниту една негативна према градоначалникот.
према одредени служби може би има. Така да, јас си има служби кои што си го работат тоа и не сум ги бројал колку има. Знам колку пати дошло и ревизија кај нас, пошто сите ја споменувате ревизијата, честно е да се каже, 2 пати во мојот мандат дошла ревизијата. Ниту првиот, ниту вториот пат не било. Била присутна и финансиска полиција и антикорупцијска. До сега, што стигнало против градоначалникот, се било дека е во рамки на законските надлежности на градоначалникот. Против службите, до сега ниту против службите имаме некоја негативна референца. Знам дека има одредени случаеви, зборам, кои што се во процесирани или во процес, ама се додека некој не е осуден, не е убаво ниту вие јавно да ги осудувате. Секој може да пушти пријава и тоа е добро. Јас и минатиот пат на сите ви кажам. Граѓанска обврска е да пуштите пријава доколку има криминал или вие сте соучесник во криминалот. Така да се додека судот не пресуди различно, сите се невини. Благодарам многу. Во следниот дел веќе ќе одам со подиректни прашања во однос на она што го имате изјавено во текот на кампањата и претходно, и потоа веќе стигнуваме до крајот на прашањата кои што вие ќе си ги поставувате. Во овој дел ќе почнам со Марковска Росанда. Она што постојано и во дебатите претходно и гледам дека и во текот на оваа дебата го спомнувате е пристапноста на лицата со попречености, односно лицата со посебни потреби и генерално се залагате околу делот на културните манифестации, спортските манифестации и слично. Што е она, како планирате да го пренасочите фокусот од општина која што е насочена кон градба и чии што приходи генерално доаѓаат и од специфични даноци и слично, според истражувањето на Finance Think, значи што е она што вие планирате да го пренасочите како буџет? Дали планирате да го зголемите буџетот за културата и генерално кон маргинализираните групи граѓани? Значи, планираме за тоа, планираме да се зголеми буџетот и да се отворат дневни центри, значи, за деца и возрасти, значи, со попречености, што се, за да можат родителите, значи, да ги донесат децата, да ги остават најмалку, да речеме, 4 часа во текот на денот, каде што би можел секој родител едноставно или да здивне, или да си заврши некоја работа, каде што тоа досега го немаме. Ова одлично искуство зборувате, бидејќи знам дека и споменавте во одредени настапи. Да. За сега, значи, тоа го немаме, тоа е страшен проблем. Досегашните, значи, власти и сегашнава власт нема слух за тоа. Досега имало многу протести, многу кажувања, меѓутоа немало слух за тоа. Кажете ми, во однос на соработката, планирате да, бидејќи доколку би станале градоначалничка, во одреден период од неколку години би биле градоначалничка од сосема друга политичка опција од она што е на централната, на државната власт. Дали планирате да остварувате соработка со оглед на тоа дека и самата ваша партија се вика Трајно македонско радикално обединување, што е сосема спротивно на она што е сегашната власт? Доколку, значи, ни пружат можност, би соработувале, значи, доколку пружат можност, доколку не. Сепак ние ќе се стоиме на нашиот став. Така. Добро, благодарам. Ѓулистана Марковска, она што најмногу ве истакна веројатно во овој и предизборието и сега за време на изборната кампања е посочувањето дека ќе се насочите кон остварувањето на правото на Драчево да си стане засебна општина. Бидејќи во однос на комуникацијата која што ја правите со граѓаните, какво е расположението по однос на ова и дали веројатно мислите дека со ова директно си штетите на себе си, гледајќи го од друг аспект надвор од Драчево случајот? 2 минути. Да, благодарам за прашањето. Апсолутно не си штетам себе си, пред се ги ставам интересите на граѓаните на прво место. Тоа веројатно ќе бидам прв градоначалник доколку бидам избрана, кој што ќе се развласти и ќе ја намали условно речено својата моќ да има поголема територија за условно владење. Меѓутоа граѓаните на Драчево тоа го заслужуваат од проста причина што се работи за една комплетна целина која дури ако сакате и физички е одвоена. После
степентија следува комплетно ново подрачје кое што е и инфраструктурно и со посебни други проблеми, кое што е комплетно издвоено и низ кое што гравитираат повеќе села. Така да таму граѓаните за да може да добијат, па замислете, дури зборувам и за лекарска заштита, затоа што има поликлиника која што ги нема сите специјалности и мора таму да гравитираат луѓе еднаш во неделата или во 2 недели за да добијат помош. Не зборувам за нешто кое што треба да добијат една обична потврда. Секој ден одење на еден граѓанин и од околните села од Драчево во општината значи изгубен ден и талкање по лавиринтите на администрацијата. Сметам дека на овој проект ќе биде многу добро заради тоа што проблемите на урбаниот дел на кисела вода кој што во моментот е затната со урбанистички решенија ќе бидат поинакви во однос на тој условно речено рурален дел кој што се расправа со атмосферска канализација и со уште период со фекална канализација. Така да сметам тој дел е поприлично прифатен на мојата средба со граѓаните. Друга работа која што е исто така многу значајна, која што ја сметам за голем приоритет е дистинкција на овластувањата која што би дошле со промена на законот за локална самоуправа. Има многу пренатрупување или заеднички надлежности со подрачните единици во кои што жртва се граѓаните. Ќе отидете во општина, ќе ви кажа тоа го решава подрачната, ќе отидете во подрачната, тоа го решава општината и граѓаните по цел ден лутаат низ ходниците. Тоа е заради тоа што немаме се уште добар закон за локална самоуправа. Тој добар закон за локална самоуправа во моментот претрпува измени во делот на финансирањето, што е добро, меѓутоа во делот на овластувањето треба да биде многу добро наброено точно што све треба да работат општините, што градоначалникот. Добро, благодарам. Георгиевски, бидејќи доаѓате од Драчево, како вам ви влијае ваквиот став на Марковска во однос на издвојување на Драчево и дали вие го поддржувате или не го поддржувате тоа? Тоа е едно прашање. Друго прашање дополнително, бидејќи сте дел од Советот, вие практично и сте наблюдувач и воопшто не нем, туку напротив во однос на работата на градоначалникот и бидејќи често се зборува за ревизија во овој контекст, зошто досега не е побарана ревизија од страна или поттикнато барање за ревизија во Советот кон работата на градоначалникот Георгиевски? Ова се извинувам, Темелковски. Георгиевски ќе биде после 17 огнем управоста. Значи вака, ние имаме хибриден режим огнем во Република Македонија. И која држава и кои институции би постапиле сега? Ако има реално правда во државава и правилен систем на функционирање, по допрен глас, Темелковски после дебатата од пред некој ден ќе беше на сослушување, немаше да биде на втора дебата денеска. Што значи дека после изборите, како градоначалник, јас ќе спроведам сериозна ревизија и за работењето на Социјалдемократскиот сојуз и за работењето на ВМРО ДПМН во минатото. Немате доверба во институциите сега тоа да го направите? Во моменталните институции јас немам никаква доверба, но сум го охрабрувал господин Темелковски како координатор на советничка група во секоја прилика да секој криминал од минатото јавно го обзнани, ние би го поддржале тоа и би биле први кои што би се бореле против тоа. Што значи, после октомври ќе се спроведе ревизија во тој дел и ќе се има одговорност, нормално, за секој кој што се огрешил пред законот. Дополнително во другиот дел на вашето прашање, јас не само Драчево ја познам добро, кисела вода, цела огнен, и долги години функционирам и работам со моите сограѓани и преку Советот, но и претходно. Би сакал, бидејќи ќе немам простор на Темелковски за делот кој што ме прозва дека сум учествувал во некои процеси, во носење на одлуки за дупови, за расадник и така натаму, категорично да кажам дека немам никаква поврзаност со такви работи, бидејќи јас на крајот на 2016 година станав председател на општински периодот кога говори дека наводно се носеле дупови, што значи нема додирна точка тој поврзаност со мене. Дополнително што председател на општински комитет нема никаква поврзаност со состојбите во општината. Бил председател на општински, претпоставувам, во минатото, долги години беше Темелковски, 7-8 години на сениорската структура на СДС или 6, така да во тој дел... За Драчево не ми одговоривте вашиот став? За Драчево сметам дека има начин да си подаде рака со кисела вода и моите сограѓани од НСБ Драчево да не бидат како што се во моментов жители во рурални средини и места, ние практично и цела кисела вода не е на некој начин руинирана изминативе години, но јас сум за тоа дека треба да имаме рамномерен развој во нашата општина и во секое населено место подеднакво да се инвестира.
Благодарам, Штрковска Коларич, бидејќи и како што се најавивте себе си за областен ревизор и најавивте ревизија на целосната документација на општината, кажете ми, дали имате некаков план и партиски во однос, да речеме, доколку и советници се поголем број во новата структура на Советот, доколку се соочите со несоработливост на институциите? Еве, гледаме дека недоверба се искажува многу често во однос на институциите, без разлика дали државно или локално ниво, бидејќи сте од фелата, дали очекувате соработка со институциите и како ќе се справите со немањето соработка од страна на институциите, во ова што го планирате како целосна ревизија на документацијата? Да. Јас прво реков, не може да се направи целосна ревизија, туку само на документација за која ние сметаме или имаме сознание дека може би е донесена со коруптивно влијание. Целосно не. Реков комплетното работење затоа што во повеќе сегменти, нели, ќе биде опфатена ревизијата и на кој начин би се извршила. Јас би го искористила и секторот за внатрешна ревизија што постои во општина Кисела Вода. Би повикала и Државниот завод за ревизија и мислам дека сите наоди што ќе постојат од ревизијата, ако институциите немаат слух, ако обвинителството не реагира под опрен глас, ние имаме право да поднесеме и кривични на крај. И на тој начин, мислам. Јас се надевам дека ќе има соработка, затоа што сите партии кажуваат дека сакаат корупцијата да ја намалат. Ние сме една од најкорумпираните земји со Босна и Херцеговина во регионов, на 111 место, и мислам дека вредно е веќе да кажеме стоп на корупцијата. Добро, благодарам Штрковска Коларич. Темелковски, во овој дел за вашите 2 минути, ме интересира дали, доколку продолжи вашиот мандат од 17-ти, ако веќе сте убедени во делот на првиот круг, дали ќе, да речеме, би имале соработка врз основа на сите овие идеи и критики кои што ви ги даваат во вашиот втор мандат. Еве, конкретно и господјата Росанда Марковска зборувајќи за лицата со попреченост во општината, Штрковска Коларич во однос на ревизијата, ме интересира ставот за Драчево исто така за одделување како општина и во однос на соработката со советите, каде што структурата генерално е на двете најголеми партии во државава. Поверете. Ви благодарам. Нормално дека планирам да имам соработка со сите и убеден сум дека ќе победам на 17-ти. Јас и во текот на оваа емисија кажав дека планирам да соработувам со луѓето кои што познаваат материјата. Луѓе кои што не познаваат материја, нема потреба да соработувате со нив, бидејќи јас изминативе 2 гостување на телевизија, се извинам што го спомнувам и другото. Не, ако нема проблем. Слушнав од дел од кандидатите само што Филип не направил, а не што ќе направат они. Како да соработувате со некој што не ви кажува што ќе направи? Јас знам што не сум направил, ја ги знам проблемите, ги знам и решенијата и можностите на општината. Така да сметам дека кај дел од кандидатите имаше одлични понуди кои што вреди да се разгледуваат, да се види во рамки на законските и буџетските можности колку можете да ги имплементирате, за да може да имаме, сите имаме една иста цел. А тоа е општина Кисела Вода да биде поубава. Општина Кисела Вода ниту беше ваква заради Филип Темелковски, од секогаш ги имала проблемите општина Кисела Вода. Битно е да се најдат решенијата и домаќински чекор по чекор да се реши. Дали соработувате со Советот? Со сите членови на Советот? Со сите членови на Советот, дел од предлозите биле прифаќани, и дел кои што не држат вода, кои што сум ги кажал, вие да предложите дека парите на родителите треба за асфалт да ги дадете, е стварно несериозно. Такви имаме предложени од опозицијата на буџетот. И како вие сега да го земете тоа во предвид како сериозно? Добро, кој е вашиот став за Драчево? По однос на Драчево, јас ја гледам Кисела Вода како целина. Јас сум и во Драчево, и во сите делови на Кисела Вода. Така да ние изминативе 4 години, јас изминативе 4 години покажам дека со мене секој е битен. И Драчево, и село Драчево, и Усје, и Цветан Димов и останатите. Така да јас се залагам за единството во Кисела Вода и Кисела Вода да остане како целина. И поради тоа што сметам дека Драчево финансиски нема да биде одржлива општина. Така, благодарам. Во следните 15 на минути од прилика колку што ни останаа, значи сега ќе ви дадам на сите според редот од Државна изборна комисија по 1 минута да поставите прашање кон конкретен кандидат
Со тоа што имајте на ум дека одговорот на тоа прашање ќе биде вметнато во завршните 2 минути кои што ги имате за крај на оваа дебата. Одиме со Ѓулистана Марковска, повелете минута прашање до кој кандидат или кандидатка? Па, моето прашање ми било во основ на сите нас, дали сметаат на сите кандидати, може да биде и на сите, дали сметате дека најголемиот број од сите кандидати, па и од нас, се претерува со ветувањата заради тоа што и претераноста не е врлина на оние кои што вистински реализираат. Заради тоа што јавноста е отворена, бројот на ветувањата кон секој граѓанин и борбата за секој глас е значајна, меѓутоа не по цена на личниот интегритет да утре ве среќаваат луѓе на улице да ви кажат па вие ги добивте нашите гласови, а што направите со тоа? Тоа е прашањето. Благодарам, Марковска. Георгиевски, повелете прашање, може и до сите кандидати да биде до сите или поединечно. Јас би сакал да го прашам господинот Темелковски, дали е законски дозволило без одобрение за градба на катна гаража да се гради и дали е тоа кривично дело, бидејќи од она што јас го знам, согласно членот 244а од кривичниот законник, тоа е кривично дело и е казниво со закон. Па ако има простори да реплицирам откако ќе го даде одговор. Не, бидејќи ќе има само 2 минути за завршни зборови, то бидејќи добро, бидејќи имам се уште време, сакам да кажам зашто се работи. Добро, паузирајте. Да не биде како минатата емисија хипотетичко прашање, па да излезе по порталите дека јас сум признал криминал. Не ми земавте време. Така да, не, се стопира времето. За да бидејќи од Белата палата така манипулираат за минатата емисија, така ќе пробаат и сега. Значи едно е дали е криминал, друго е дали го правил некој. Затоа и за минатата емисија, за прашањето што ми го постави господјата Марковска, криминал е, ама не од општината. И вие да си знаете, знам дека не знаете ни вие ни од Белата палата, дека криминалот е тој што го прави, а не го прави општината. Кој ги диктира насоките? Ќе ве молиме друг пат да бидете фер и коректни и со денешно прашање. Георгиевски, продолжете. Вага се да бидам попрецизен. Господинот Темелковски, на минатата седница на Совет, вчера, се возбудивте, ви падна пенкалото, според членот 73 донесе предлог одлука, односно изгласа, за да може во очи на изборите, односно знае дека за 15 дена ќе има измени, да покрие криминал. Според членот 73, привремени градби за сместување на работници при изградба на индустријски објекти и линијски инфраструктури, се донесе одлука на место каде што има монтажна гаража, под која што поминува и далековод. Така да, господине Темелковски, повелете вашата минута за прашање кон еден или кон сите кандидати. Да, јас имам кон кандидатките, бидејќи минатата емисија многу говоревме со господинот Георгиевски, констатиравме дека не може да говориме, не дава одговор, така да би сакал трите кандидатки да ги прашам. Прво до кандидатката до левица. Вие сите во нашите програми имаме дел и за социјалната политика. Знае дека вашата партија беше против бојкотирање, или поточно за бојкот на пописот и нема да ги признавате резултатите од пописот. На кој начин планирате да го правите, да правите социјалната политика, бидејќи пописот не е само бројка, него е статистички податоци, каква население живее, структурата на населението, а тоа најмногу им треба на општините. Така да тоа ми е прашањето до вас. Добро. До втората кандидатка, дали би прифатиле некогаш да соработувате со општината и зашто до сега не сте се пријавиле, бидејќи говорите и вие за социјална политика, општина Кисела Вода имаше неколку повици за поддршка на невладени организации, зашто до сега се немате пријавено на тие повици. И до Ѓулистана Марковска, добра ви е идејата, сепак јас се залагам за единство, а не за раздвојување за Надрачево. Дали сте направиле финансиска анализа, дали е финансиски стабилно Драчево само да се финансира? Бидејќи од досегашната пракса... Благодарам многу, Темелковски. Повелете Штрковска Колари со прашањето. Да, јас имам прашање до господинот Темелковски. Ако минатиот пат имав прашање зашто нема означено табла, сега за еден објект, не се работи за објект, туку за изведба, кај што има означено табла, се работи за реконструкција на постојна улична мрежа Коловос улица Сердарот до местноста Подстаница во село Драчево.
Изведувач на проектот е Градба Промет ДО. Ова реконструкција е поддржана со финансиска поддршка, обезбедени се средства од Министерство за финансии, од Светска банка. Избрана е Градба Промет, всушност не знам, тоа сакам да прашам по кои критериуми е избран, затоа што знаеме дека кособственик е сегашниот градоначалник на Кавадарци Митко Јанчев. И за тоа сакам да прашам. Постапка за јавни набавки не е спроведена, веројатно наменски се средствата, меѓутоа по кој критериум е избран Митко Јанчев, градоначалникот, близок до опозиционата партија ВМРО? Добро, благодарам Шарковска Коларич и Марковска за крај минута кон еден или кон сите кандидати се. Господин Темелковски, ме интересира што е со зградата со околу 100 стана на улицата Христо Татарчев без имотни листови. Добро. Благодарам за тоа. Одиме со завршните обраќања и ќе почнеме исто редоследно, но од оваа страна сега. Завршно обраќање имате 2 минути и бидејќи и кандидатката Марковска постави исто прашање, слободно повелете за вашите зборови завршни. Па вака сега, како за крај, значи, би сакала да кажам дека доколку бидам избрана за градоначалничка, би се залагала за потребите, за поубав живот на нашите граѓани, за подобри услови на сите граѓани, пред се за поубава општина. Толку? Толку. Добро, одлично, имаме повеќе време за одговори. Штрковска Коларич, повелете вашите 2 минути. Завршни зборови. Јас би сакала да им се обратам на граѓаните уште еднаш, да внимаваат на кого ќе го дадат својот глас, затоа што со своето гласање веќе дава 4-годишен мандат и на градоначалникот и на советниците. Јас лично може да ветам дека ќе работам законски, ќе работам отчетно, транспарентно, одговорно. Човек сум што некорумпиран човек сум, чесен граѓанин и максимално ќе се залагам за остварување на јавниот интерес на граѓаните. Добро, тоа би било се. Благодарам. Бидејќи имаше најмногу прашања до Темелковски, повелете вие следно и имаме повеќе време, па ќе пробам нешто да изведам за одговорите на прашањата. Повелете. Со се одговорите или само обраќањето? Ајде со одговорите прво ќе одиме. Ќе дозволат другите против кандидати со оглед на тоа дека најмногу прашања имаше кон вас, повелете се одговорите во 2 минути. Значи, сметам дека првото прашање на господјата Марковска, да, во некои од општините се претерува со ветувањата и тоа не е сериозно. Према граѓаните треба да имаме реални проекти кои што се одржани, кои што може да ги направиме. Не секогаш можете да ги направите, бидејќи ја во мојот мандат имам направено преку 70 проекти кои што не сум ги ветил, бидејќи граѓаните сметале дека е побитно тоа наместо друго да се избрана Градба Промет. Значи тоа е проект преку Светска банка и целата тендерска постапка иде преку Светска банка, не иде како преку општината. Ние сме само корисник на услугите на Светска банка. Обично од моето познавање Светска банка тендерите се со најниска цена. Не се на јавно надавање, него се со затворени понуди кои што се отвараат јавно од сите можни понудувачи. Имате ден кога се отвараат, вие ги доставувате понудите и така е избран. Постапката ја води и општината и Светската банка преку Министерството за финансии. Христо Татарчев, American Construction, сигурно мислите на зградата. Општината Кисела Вода ги заврши своите работи. Сепак таму има одредени правни работи кои што не може да ги довршиме, а тоа е дел од земјиштето е оставено под банка како залог. Се додека банката не даде согласност да се заврши зградата или поточно постапката, ние не можеме. Чекаме да се обезбеди таа согласност од страна на банките за да може да ги завршиме, за да може да завршиме и ние нашата постапка. Бидејќи целосно останатиот дел е завршен, останува само уште финалниот дел. Се надевам дека во брзо време ќе си ги обезбедат од страна на банката и по однос на катната гаража имате два начини. Едниот е со одобрение, другиот е со поставување на монтажно-демонтажни објекти. Ние имаме решение за поставување на монтажен-демонтажен објект, но оваа постапка ја тераме за да бидеме посигурни дека нема да ни се случи во иднина некоја несакана ситуација. И повелете за завршните зборови за обраќањето. Сега во продолжение, да. Добро. Значи, во изминатиот период видовме и граѓаните видовте дека нудиме концепт
за развој на општината Кисела Вода, правилен развој концепт со кој што сакаме општина Кисела Вода да биде поблиску до сите. Тоа значи дека да ги развиваме подеднакво сите делови, да направиме нови детски катчиња, да направиме нови простори и за младите и за старите. Затоа ја барам вашата поддршка уште на 17 да завршиме работата, бидејќи нудам сигурност и нудам решавање на проблемите наместо неизвестност. Во наредниот период јавно ќе кажуваме каде и како ќе бидеме, ве повикувам сите на средбите, за да дознаете точно што имаме предвидено за секое мало и за секоја населба во општината Кисела Вода. Општина Кисела Вода е убаво место за живење. Малку треба заедно, за да покажеме дека можеме да бидеме и најубавата општина и во градот Скопје и во Македонија. Затоа таква е нашата програма. Покрај делот за инфраструктура нудиме и социјален дел со кој што сакаме да го подигнеме стандардот на граѓаните. Тоа го кажав и во моето излагање. Дел каде што ќе соработуваме со невладени организации, дел каде што ќе соработуваме со граѓаните. Спортот веќе го подигнавме, ги мотивираме и талентите во општината Кисела Вода. Веќе се спрема проект заедно со UNDP за поддршка на старите лица на територија на општина Кисела Вода, едно од моите ветувања во минатот. Со тоа сакаме секој граѓанин да има можност сегдека да стигне брзо и да си ги заврши работите навреме. За мене општина или концептот на општина е во некој рок од 5 минути да можеш да стигнеш сегдека и да можеш да ги завршиш сите работи кои што ти се потребни. Затоа и таква и нашата програма, и од социјален аспект, и од инфраструктурен аспект. Знам дека заедно со поддршка на градот Скопје и со владата ќе успееме да ја направиме општина Кисела Вода најубавата општина во Македонија. Благодарам Темелковски. Георгиевски, повелете вашите 2 минути за обраќање последно. Благодарам Огнен. Почитувани мои сограѓани, предолго тапкавме во место. И затоа ви ја барам вашата поддршка за овие локални избори, за да можеме работите темелно да ги промениме. Ви ја барам вашата поддршка, за да може да направиме инклузивна општина, во општина во која што сите ќе имаат еднакви права, но и сите ќе имаат еднакви можности. Општина во која што нема да се вработува по партиски клjuč и општина во која што на годишно ниво нема да плаќаме по 500.000 евра за партиски вработувања. Нас ни треба рамномерен развој, бидејќи нашите сограѓани тешко живеат скоро во секоја населба од општина Кисела Вода. Јас ноќеска бев сведок како на улица Народни херои граѓаните се поплавуваат, како што е тоа случај и во останати населени места. За да направиме сигурни и реални промени, за да направиме добра реализација на нашите проекти, јас ви ја барам вашата поддршка за уште на 17 да ја завршиме работа, а подосна по спроведување на ревизија, со ревизија која што секој кој што се огрешил пред законот, а сите вие тоа го сакате, ќе одговара. Јас ви ветувам промени реални во Кисела Вода, реализација на сите проекти темелно изработени кои што се во нашата програма и конечно убави услови за живот за сите наши сограѓани. Благодарам Георгиевски. Да, после час и 40 минути веќе драматично станува и со шишињата и пенкалата. Марковска, повелете вашите 2 минути за крај. Јас прво ќе се обратам на прашањата, почитувани драчевчани, без оглед на тоа што добив прашање за финансиска стабилност, совршено е јасно дека стабилноста се гради таму каде што се планира. Доколку се испланира и доколку навистина вие сакате на референдум, веројатно ќе бидам првиот градоначелник кој што ќе се разгласти на Драчево, ќе му обезбеди да биде мала, но убава општина во која што вашите пари нема да одат во буџетот наречен Кисела Вода, туку ќе одат само за вашите. Што се инфраструктура, што проблеми од зелен развој, што проблеми со градинки, проблеми со поликлиники и се она што го сочинува нашиот социјален живот. Сакам да се обраќам до граѓаните на Кисела Вода. Прво би сакала сите да излезат на изборите, заради тоа што прв пат во 4 години ви се пружа можноста сами да ја изберете вашата можност во каков простор и како ќе живеете. Дали ќе живеете обкружени со досегашните проблеми или вие активно преку чуварите на општината и преку отворената општина која треба да представува дом за сите вас, ќе имате можност активно да партиципирате во се она што се гради, во се она што го добивате како субвенција за градење, за прозорци, за фасади, за замена на горива, во се она што треба да го направите како зелен простор за нашите најмлади, во се она што треба да биде културно живење, како и на кој начин да правиме обновлива енергија во смисла на рециклажа, затоа што да не заборавиме, сметот представува основна енергија која што е незаменлива
и енергија која што не е скапа. Се надевам дека сите масовно ќе излезете на избори и дека ќе го дадете вашиот глас за оној за кој што сметате дека е најдобар. Не велам дека тоа сум јас, меѓутоа ве молам, следете ја мојата работа, знаете дека сум личност која не дава многу ветувања, ако досега ме следевте, знаете дека секогаш го избирам средниот пат, дека не сакам да градам конфликти, дека градам мостови на пријателства и дека сум личност која што ниту може да биде купена, ниту подмитена. Ви благодарам. Благодарам Марковска, Ѓулистана Марковска, реден број 2. Кандидатка на Движењето Одлучност за промени, Орце Ѓоргиевски, реден број 7, кандидат на ВМРО ДПМН и коалицијата, Филип Темелковски, реден број 12, кандидат на СДСМ и коалицијата, Јулијана Штрковска-Коларич, кандидатка на Левица, реден број 15, и 26 чинам Росанда Марковска, кандидатка на ВМРО. Ви посакувам успех на изборите и се надевам дека ќе се гледаме почесто кој да биде на градоначалничката функција во однос на сите идеи и заложби кои што ги правите за општина Киселовода. Благодарам. Само не одговорив јас. За Прашањето на господинот Темелковски и на Ѓулистана, да, не одговорив. Да, во завршните зборови имавме можност. Па не знам. Да. Стоеш ли требаш? Да. Благодарам многу, почитувани гледачи, вам ви благодарам за вниманието со кое што не следевте во текот на денешното издание, дебата, нешто повеќе од 1 час и 40 минути. Ве поздравувам, останете со телевизија 24. Пријатно.